Фондот за здравствено осигурување најави воведување на строги контроли и казнени мерки за матичните лекари кои ги надминуваат пропишаните квоти за препишување на антибиотици. Исто така најавија дека ќе бидат преиспитани и критериумите за боледување, за тоа што е забележан голем број злоупотреби. За сето ова секако разговараме со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, а во односи на претходниот прилог ќе го слушнеме и неговото мислење и ставот за законот за забрана за пушење, но и која е реалната потреба. Добро утро и добро ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, добро најде. Би сакале, господине Клековски, да почнеме така како што и завршивме пред малку со темата за законот за пушење. Кој е вашиот став за овој предлог закон и реалната потреба од рестрикции? Видите, ако нешто сме во врвот во Европа, тоа е по пушењето. Значи, не сме во врвот на Европа по добро. Значи, скоро половината од возрастната популација на Македонија пуши. И тоа има сериозни здравствени последици. Многу се говореше на таа тема и мислам дека треба да постигнеме општествен консензус дека мораме да го уредиме пушењето. Ова не е забрана на пушење, ова е заштита од пушење. Значи, секој што сака да продолжи да пуши, може тоа да го прави во приватните простори, меѓутоа не во јавните простори, во затворените простори. Меѓутоа, всушност, најголемата новина во законот е уредувањето на новите производи, условно, ако можам да кажам, електронските цигари и сличните производи кои до сега воопшто не беа регулирани со законот. Значи, тие се изедначуваат со класичните цигари и сега говориме за производи од тутун кои содржат никотин. Втората за мене важна промена што ќе донесе овој закон е целосната забрана на увоз производство на ароматизирани производи, односно производи со вкусови, дали се тоа овошни, ментол, ванила, било каков вкус, значи од класични цигари до снузови или производи кои немаат дим, кои имаат арома, кои имаат вкус, ќе бидат забранети. Зошто е ова важно? Затоа што влезот или создавањето на зависност од пушење започнува вообичајно со ароматизираните производи и целта е тука да се ограничи ова, условно кажам, привлекување на помладата популација кон производите од тутун и никотин. Исто така имаме комплетна тотална забрана на рекламирање. Ние сме свесни дека новите производи не беше забрането нивното рекламирање и во продажбата ќе има ново правило да цигарите и другите производи со тутун не бидат видливи, односно тие мора да се продаваат од шкаф кој биде затворен за да не предизвикуваат внимание, условно да кажам, и тоа е во согласно со забраната за рекламирање. И во основа, оно што најмногу предизвикува, предпоставам, дискусија е забраната за пушење во затворен простор. Мислам дека треба да дебатираме за ова прашање, да постигнеме согласност дека доколку е просторот затворен, без разлика тоа дали е работен простор, дали е автомобил, дали е угостителски објект, дека во затворен простор не може да се пуши. Ја очекувам да законот е објавен на ЕНР страницата на владата, значи тој е достапен за дискусија и секако ја покануваме јавноста да се искаже во однос на овој закон. И треба да се одлучиме. Овој закон е на ништето на законот во Словенија. Значи не е нешто невообичаено и за поранешните простори. Слични закони имат Бугарија и Грција со тоа што таму спроведувањето наидува на проблеми, особено да кажам во делот со гостителски објекти, а е по-рестриктивено законите кои моментално се во Албанија, Србија и Босна и Херцеговина. Што значи дека заклучокот е имаме реална потреба од ваков закон? Сигурно така и би се растерете од здравствениот систем. Видете, значи
и здравствениот систем, меѓутоа мораме да го погледнеме и домашниот буџет. Така. Во основа, јас често истакнувам дека просечен македонски пушач издвојува за цигари повеќе отколку за здравствено осигурање. Значи, ние не можеме веќе да си дозволиме ситуација каде што здравјето ни е на последно место и мораме да направиме самите нешто за себе. Така. Најавивте Фондот за здравствено осигурување, најави дека ќе има и построги казни и за матичните лекари во однос на препишувањето на антибиотици. Претпоставувам дека ова се должи на тоа што сте забележале зголемен број на такви упати кои што може би никаде каде што нема потреба се препишуваат. Добро, ова е хроничен проблем, значи не е нов проблем. Во основа во Македонија имаме поголема потрошувачка на два типа на лекови, на антибиотици и на анксиолитици, средствата за смирување. Зголемена во однос на тоа што е европски просек или регионален просек и ова промена на риториката од страната на фондот не е новина, туку градење на една свест дека вака не може веќе да продолжи. Со овие нивоа на употреба на антибиотици посебно, ние повторно создаваме посложен здравствен проблем, односно создаваме соеви на бактерии кои се отпорни на класичните антибиотици и кои ќе барат за третман на тие бактериски инфекции се по-сложени, по-тешки антибиотици. Значи, во основа сакаме да изградиме свеста и кај јавноста и кај матичните доктори дека антибиотиците се средство за лекување на инфекции. Ние сме свесни дека се препишуваат антибиотици за, не дај Боже, за да се најде, за која е јасно дека станува збор за вирусна инфекција. И во основа матичните лекари ги доживуваат како казни, во основа е скратување на бонусот. Плаќањето од фондот према матичните доктори 70% се фиксни плаќања, 30% се поврзани со плаќања поврзани со цели. Една од целите е намалена употреба на антибиотици, анксиолитици и соодветно препишување на овие лекови, и тоа носи околу 6% од вкупните исплати на фондот према матичните доктори. Ако лекарите се придржуваат кон таа квота, ги добиваат овие средства. Ако не се придржуваат кон таа квота, не ги добиваат овие средства. Значи, во основа ние нудиме награда доколку докторите се рестриктивни во препишување на антибиотици и на анксиолитици. А како тука фондот планира да направи разлика меѓу реалната потреба на пациентот и лесното препишување рецепти од страна на лекарите? Видите, има медицински протоколи за сите состојби и во основа има индикации во кои случаи се препишуваат. Квотите се доволно широки да ја задоволат потребата на еден пресек на пациентите што ги има секој матичен доктор. Бидејќи секој матичен доктор има неколку стотици илјади пациенти, не сите во исто време имаат потреба од антибиотици. Во основа само ја поттикнуваме свесноста да се размисли два пати пред да се препише. Секој доктор треба да знае кои се индикациите и сметаме дека квотата е доволна за оно што е индицирано. Меѓутоа, мораме да бидеме свесни дека некогаш и граѓаните, пациентите прават притисок, посебно се популарни антибиотиците со краток рок на земање, пошто се очекуваат инстант решенија, брзи решенија, и сите сме свесни за посебно за време на короната, каде што беше јасно дека станува збор за вирусна инфекција, колкава злоупотреба на тешки антибиотици имаше. Ќе биде ли од помош и воведувањето на електронскиот рецепт во спречувањето на прекомерното препишување антибиотици? Секако. Ние сме во финална фаза, завршуваме со претходните постапки кои бараат одредени технички услови
да се спроведе рецептот. Веќе е направена прелиминарна проба во кај лекари и аптеките. Во основа рецептот функционира од време на короната, меѓутоа сега треба да функционира за сите рецепти, за хроничните и за акутните болести. И во основа овој систем треба да обезбеди позадински дигитални контроли околу препишувањето на лековите, односно дали индикацијата, медицинската индикација е таа што е соодветна за тој лек и да истовремено се одреди дозирањето на лекот. Ние сме свесни дека сите ние дома чуваме лекови за не дај Боже, кои еднашка годишно ја отвараме фиоката да видиме што е со истечен рок и го фрламе тоа. Сето тоа е загуба во финансиска покрај здравствената загуба од прекомерната употреба. И мислам дека овој систем веќе функционира во Србија, например, 2 години и покажа намалување од 13% на употребата на лекови, што на вкупните износи не е мало намалување. Не е воопшто малку така. Најавивте, сакам и за уште неколку теми да го искористиме вашето гостување околу најавата за преиспитување на критериумите за работа на фондот. Што конкретно е застарено во сегашниот модел, кои злоупотреби се најчести и кои промени планирате да ги Видите, воведете? во основа главните промени во фондот се случувале до 2010 година. Од 2014-2015 година навамо имаме или статус кво или уназадување. Свесни сме дека многу работи се сменети за овие 10-15 години. Ја често како пример за неактивноста кажувам позитивната листа. 10 години немаше ни еден лек ставен на позитивната листа, сега за 1,5 година 13 генерички лекови се ставени на позитивната листа. Сите процеси барат преиспитување вклучувајќи дигитализација, која треба да возможи две работи: полесен пристап на граѓаните до работите што треба да ги завршат. Одредени работи имат хартиени работи и тие знаат да видат големо оптеретување на граѓаните. Второ, дигитализацијата возможува зголемена контрола на работите, бидејќи процеси што треба мануелно да ги работите, сега ги работи вештачката интелигенција за вас. Во рецептот ние се уште физички контролираме рецептите, има 24 милиони рецепти годишно. Претпоставувате дека не е возможно ние да исконтролираме физички толку многу рецепти. Дел од процесите што ги ревидираме се и боледувањата, например. Ние стигнавме во една фаза каде што имаме огромен број на боледувања. И злоупотреби. Злоупотреби затоа што процедурите се поставени ранливо, условно да кажам. Има многу слаби точки каде што во основа во Македонија е многу лесно да добиете боледување и ние сакаме да тој систем го ревидираме за да има просто за тие што навистина има потребно боледување, а се скратат можностите за злоупотреби. Така. Имаме уште 2 минути до вестите во 8. Би сакале на крај само околу договорот меѓу ФЗО и Природно-математичкиот факултет, што би значило тоа во пракса како една новина? Да. Во основа ставаме во употреба уште една генетичка лабораторија, една од најмодерните генетички лаборатории во Македонија, на катедрата за молекуларна биологија и генетика, каде што се едуцираат едните генетичари. Ова е важно во фаза во проширување на диагностиката на рак. Покрај Институтот за патологија и фармацевтскиот факултет сега и ова лабораторија ќе биде во употреба. Ние вложуваме огромни средства во третманот на рак, а најголем дел од новите лекови
се тесно поврзани со генетиката на ракот. Значи, ние мораме да ја знаеме точната генетика на ракот за да се избере најсоодветната терапија. Со ова сакаме да го скратиме периодот на чекање и нови резултати, за да се започне што побрзо со третманот на рак и тој третман да биде поуспешен. Директоре, благодариме за денешното гостување и за темите кои што ги отворивме во утро. Ви благодарам за покана.